Алтернативната медицина или нетрадиционалната медицина, лекување на природна база, се користела во минатото, но се користи и денес. Особено повозрасните граѓани редовно користат лекови подготвени во домашни услови. Разновидни чаеви кои сами ги собрале во планина, масти подготвени од надри лекари, користење на алкохолен оцет, ракија и компир за намалување на телесната температура се само дел од многуте начини за надминување на болестите со алтернативна медицина кои ги користат граѓаните. Користиме бабини лекови, самички што ќе се направиме, така ќе се лечиме. Значи, можеш арен, урекија ставено, сите тие бабини лекови употребуваме ги многу, а и па не се усекиме ни од аптеките билни, ни од бабините, значи додека напишенко до тогај. Не само аптекарски, домашни никакви. Име, пратаме по нешто. Чаеви, од лековите се скапи, веќе и јапчините се скапи, така да алтернатива од наши баби што знаеме. Баба Рада на поттикна да се поттикнеме и ние на нашите стари мајки, баби, това што си знаеме. У шо си сигурен у това. Повозрасните велат дека укажуваат на своите деца и на своите снаи да применуваат и алтернативна медицина, но според нив младите ретко слушаат. На внуците не смееме од мајките. Значи, они си са нивни, имат си родители, как ќе кажат родителите, така ќе правиме бабите, не смееме там да се мешаме. А вашите деца дали ги пораснате по тој начин? Нашите деца малку беше по-друго времето за нив. Употребуваме. Синап, ако сте чујале, со синап ги мачкаме, синап ова бајна, друг ред работиш. Ние наш начин си ги користеме. Значи, друго е наши деца, друго е внучина. Па посочуваме, кажуваме ги советите што ги знаеме од нашите. Од постаро време, температура ако има, например, дај как се вика, с оцетче сода, нојсте натопи чурапчините, ракиичка, при такви едноставни. Лекарите пак скоро никогаш не се потпираат на нетрадиционалната медицина. Според нив, секое необично чувство кај пациентот мора да биде прегледано од матичен лекар и да се третира со соодветен лек.